Енергетската криза сериозно го погодува стопанството, а ценовниот притисок што го предизвикуваат рекордните вредности на електричната енергија на берзите представува закана за опстојувањето на најголем дел од деловните субјекти. Истакна председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија Трајан Ангеловски на денешната пресконференција, потенцирајќи дека веднаш се потребни конкретни мерки од владата за поддршка на предпријатијата, како и план за зголемување на енергетската независност и ефикасност. Цената на електричната енергија мора да се ограничи на одреден начин, односно до одредено ниво да ја плаќаат компаниите, а над тоа ниво да ја плаќа владата преку фондовите наменети за енергетската кризна состојба. Ваков тип на субвенции постојат во повеќе европски држави. Во ваква кризна состојба треба да се овозможи приклучокот на фотоволтаичните електрани да може да се направи само со енергетска согласност доколку постојат технички услови, а во дополнителен рок од 120 дена да се обезбедат сите останати дополнителни документи. Нелогично е да се барат 24 документи само во регулаторна комисија и да се плаќаат 500 евра непотребна давачка на секое барање, изјави денес Ангеловски. Се истакнува и барањето за укинување на ДДВ за фотоволтаиците и опремата за монтажни фотоволтаици, како и за инвертер, клими и агрегати со кои може да се намали количината на енергијата која се ангажира за загревање на објектите. Со цел да се дестимулира употребата, потребно е да се воведе дополнителен данок за користење на енергетски неефикасни уреди за загревање, а во Скопје и во другите градови каде има можност, треба да се обезбеди бесплатно приклучување на системот на централно грејење.